Почитувани, денес е прв училишен ден, значаен за многу првачиња, ученици и нивните родители. Уште пред почетокот на летото имавме јавен апел до градоначалникот за санација и други останати проблеми кои ги мачеа директорките на училиштата на општина Центар. Прашањето е: дали стручните служби и локалната самоуправа во општина Центар, предводена од СДС, ги овозможи сите услови на децата, наставниците, родителите за сигурен и безбеден почеток на оваа учебна година? Дали општина Центар ги направи сите законски постапки и процедури со кои им се овозможува на учениците безгрижно и безбедно образование и колку оваа локална самоуправа, предводена од СДС, се грижи за учениците? Представници на локалната самоуправа, предводена од СДС, денеска беа во посета на основното училиште Кирил и Методи токму во општина Центар. Директорката на ова основно училиште изјави дека училиштето претрпело најголемо оштетување од земјотресите кои се случија пред една година и каде има записник направен од ИЗИС, каде се вели дека треба да се направи задолжителна санација на зидовите кои се распукани и оштетени на плафонот и во вертикалната страна. Дали е повикано лице од соодветните институции да ја увиди оваа ситуација и да ја гарантира безбедноста на учениците во тие училници, бидејќи и покрај дадениот апел од директорката за оваа итна санација имам информација дека се уште нема никаква реализација. Во исто во ова училиште Свети Кирил и Методи има потреба да се направи водоводна и канализациона мрежа, бидејќи во тоалетите капе вода од горниот спрат на главата на учениците. И тоа се уште не е ни отпочнато да се реализира. Најболната точка на ова училиште е физкултурната сала која минатата влада, предводена од господинот Никола Груевски, донесе одлука за реализација за градба на оваа физкултурна сала, каде се обезбедија и финансиски средства, а таа обврска сега ја има владата предводена од СДС, каде оваа сала требаше да биде готова до почетокот на учебната година, а се уште не е. Поминаа 2 години, како имаше наводно труење од вода на учениците во основно училиште 11 октомври, каде незаконски беше разрешена тогашната директорка, а воедно беше ветена реконструкција на водената и канализационата мрежа, но до ден денешен таа се уште не е сменета. Дотраени врати, клупи и столчиња се уште се дел од инвертарот на ова училиште. Во основното училиште Кочо Рацин, директорката замоли да се направи училишниот двор. Се пожали на состојбата во училишниот двор, односно менување на бекатонските плочи во школскиот двор, бидејќи постоечките се во лоша состојба. Истите во моментот ја загрозуваат безбедноста на движењето на учениците. Фасадата е во многу лоша состојба, а ова училиште беше најпогодено од големите врнежи кои се случија минатата година и беше поплавено. Иако беше посочено дека се уште протекува од кровот, направена е мала санација во тој дел. Основното училиште Димитар Миладинов има навистина сериозен проблем во однос на фасадата на самото училиште, каде директорката уште на почетокот на летото апелираше за итна санација, дека има одрони и стравуваше дека доколку не се реши овој проблем до септември ќе биде опасно по однос на учениците. Септември дојде, а фасадата е се уште недопрена. Прашуваме, кој ќе сноси одговорност доколку се случи да падне дел од фасадата, односно да настанат одрони и да се повреде некое дете? Основното училиште Коле Неделковски мака мачи да ја осигура безбедноста и грижата на учениците од сообраќајниот метеж пред тоа училиште. Прашуваме, дали може да ја гарантираме безбедноста на учениците и нивните родители? Директорката на оваа училиште успеа самостојно да обезбеди странска донација и да го реновира целосно училиштето со целосно обезбедување на клупи и корпи од пазоци за училишниот двор и само замоли локалната самоуправа да го уреди хортикуларно дворот.
Ова лето помина лежерно. Локалната самоуправа, предводена од СДС, со ова може да видиме колку оваа власт се грижи за училиштата, каде има градоначалници од своите редови. Место да искористи овој летен период за санација и обезбедување услови за непрекинато и безбедно воспитание и образование, очигледно оваа власт предводена од СДС се насочува кон уништување на истото. Сите ученици заслужуваат еднакви услови за воспитание и образование.